Крстот Христов и главата од Адама. Чита Александар Станојков. Адам кога умрел, Ева го закопала и в уста му клала 3 семки од јаболкото во рајот што го изеле двата. Тие 3 семки е се нашле во джебот незен и одошто мака е дошло од изгрешила, е текнало на умот да му и клајат в уста 3 семки, со ниет Адам да се откупит од Бога со 3 семки од греот. По многу години беше изникнале 3 големи дрвја од главата од Адама бесплодни, дури и без сенка да држат. Секој човек што ќе и видел тие 3 дрвја, се ќе речел нешто лошо за нив, чунки не даале плод и сенка, а никој не знаел оти се никнати од семките од Адамовата глава, што беше му и клала Ева кога го закопала. За да се открие таа работа, Господ беше заповедал да дувнат едни силни ветрои и беше и турнале 3 дрвја на земи со корењето превртени на угоре со се земја. Цела пештера се сторила. Секој се чудел како да се откорнат таквите стари дрвја. Едни велеле оти арно му се сторило што и откорнал ветрот таквите неарни дрвја. Мнозина беа пресекле од гранките. Секој што и клал вогон да и гори, не му гореле и секој беше велел и колното дрво што си било, ни на дрвото кога беше гранка сенка даваше, ник пак вогнот гореше. Со денеска, со утре, народот се со криво око гледале на тие 3 дрвја, дури на местото кај што биле пораснати. Сите го велеле местото оти биле лошо или колнато од Бога, да затоа таквие дрвја родило. Беше заврнало еден ден многу силен дош. Некој војник коњаник со муздрак на рамо бил и му дошол патот да поминит пред тоа место кај што биле 3 дрвја. Ја видел дупката и се вратил со конјот за да се засолнит од големиот дош. Стојќи внатре со конјот во пештерата, ватил да разгледува наоколу и од многуто гледање ја сетил отиет глава човечка. Од кога престанал дождот, беше излегол војникот и отишол на судта му кажал. Ошле од суд луѓе и кога ја раскопале, вистина коската од глава човечка беше била. Се собрале попои, владици и секакви учени луѓе, мислиле, сапиле од каков човек ќе биде таа глава. Најпосле, сите дошле во еден збор оти било од деда Адама. Од кога се разбрала главата оти било од Адама, сопрво попоите врлиле со камење на неа и после сите луѓе врлиле и проколнале. За многу години врлаа таму луѓето и го колнеа Адамот и му сгреши на Бога и да го колнит од рајот да го истерат и заради него сите да бидат колнати од рајот истерани, да се мачат и трудат. Налутени на Адама како што беа сите луѓе кај главата, дадоа вик: "Абре, грабнете и овие колнати дрвја да и врлиме во батакот и тие сетна главата од Адам израснати и проколнати." И грабнале луѓето дрвјата и однесле во еден батак што бил таму близота врлиле. Многу години таму беа стоеле и секој што ќе и видел се ќе и колнел. Над батакот згора излегла вода по време, а на секоја година слегувал анđел Божи та со водата и мил дрвјата од калото. Сопрво му се сонило на некој човек болен да поиде и да се измиет од водата за да оздравеит. Отишол болниот кај батакот, се измил и оздравел. Од кога раскажал болниот на друзи болни, со стотници отрчали се измиле, арно туку никој не оздравел, само првиот што се измил оздравел. Сите што не оздравеле, колнале и велеле: "Во таа вода кај што има проклети дрвја, ич бидоа болен да оздрави, колнети дрвја од Бога тамо скапујте до века." Секоја година тоа така се правело. Еден оздравувал и благослов давал, а со стотници не здравеале и колнале дрвјата што биле во калта и водата. Од кога поминале многу години, дојде Христос на земјава и од кога го пресудија да го клаат на крст, беше им текнало на попоите и хахамите еврејски да ја извадат 3 дрвја што лежаа во батакот, од нив да направат 3 крстои. Едниот за Христа, другиот за едниот рамија, а третиот за третиот рамија, за да ја распнат на нив. Тамам, беа рекли евреите. Мунасипет за таков човек да се распне на таков крст направен од колнато дрвјо. Чон ќе го пресудивте за да умри?
Друзи велеле и Риста го клеветеле оти носел болни во водата да издравиит кај што имало 3 дрвја колнати. На тоа згора беше и донесле дрвјата и беа направиле 3 крстои, та го раснуле Ристоса и 2 арами. Думале, шестеле, кај да и клаат крстоите за да висат распнатите. И беше му текнало да ја однесат на лошото место кај што била главата од Адама. И тамо стоел Ристос распнат, дури крвта негова беше протекла на главата од Адама, и со крвта Ристова беше се крстил Адам и тој се простил од стариот грев што беше сторил.